Директорот за заштита и спасување Беки Максути контра директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Додека првиот човек на ЦУК смета дека дел од скривниците се целосно запустени, директорот Максути тврди дека скривниците се реновирани и се во добра состојба. Кога сите очи се насочени кон војната во Украина и во очекување на Русија за следни чекори, се поставува прашањето колку Македонија е подготвена доколку дојде до нуклеарна војна. Дел од скривниците се реновирани и се држат во добра кондиција тие што се реновирани. Дел од другите имаме и видови на проблематики кои што треба имотно правно да ги решим, затоа што има луѓе кои што веќе се внатре, но и треба преку Министерството за внатрешни работи, преку судовите да тоа се решава еднаш за секојаш. Но има и скривници кои што не припаѓаат на Дирекција за заштита и спасување. Мислам дека имаме доволно капацитет за било што ако се случи да им излеземе во пресред на барањата на граѓаните. Бункерите, односно засолништата подземни кои што се останати од Југославија, еден дел се функционални, еден дел се нефункционални. Директорот на ДЗС Беки Максути, дури мислам дека и новинарски екипи водеше во некои од функционалните бункери, затоа би ве упатил на него, додека претежно во воените згради од времето на Југославија, во сите нив има засолништа подземни, но и тие еден добар дел денес не се во кондиција. Или се целосно запустени, нема осветлување, нема вентилација. Ни системот за алармирање во Македонија не функционира. Помош за ситуацијата Македонија ќе бара од НАТО, тврди првиот човек на ЦУК Стојан Чангелов. Дел од европските земји сериозно се подготвуваат за сценарио за спас. Германија уште во април почна со подготовка на скривниците. Финска пак подготвува таен град во случај на напад.